Неделата на Митарот и Фарисејот ни нуди Евангелие во кое се опишува како двајца човека, едниот Митар, другиот Фарисеј, влегуваат во храмот. Едниот од нив, Фарисејот, исполнет со горделивост, гледајќи со презир кон Митарот, се моли, ако тоа воопшто може да се нарече молитва, и ги набројува неговите добри дела и крепости. Митарот пак не само што не се осудува да ги набројува своите гревови, туку и очите не ги подига, а моли: Боже, биди милостив спрема мене грешникот. Во животот на цар Давид можеме да ги сретнеме и двете. Неговата горделивост, заслепен од неговите успеси, власт и богатство, смета дека нема потреба од Бога, но и неговата понизност, признание дека е грешник и моли за простување. Па така, опиен од својата моќ и положба, прво извршува прелюба со Вирсавија, а потоа, за да го прикрие својот грев на блудство, прави грев на убиство. Го постави нејзиниот маж Урија на местото каде што имаше најсилна војска и тој загинува. Пророкот Натан го соочува Давид со неговиот грев, користејќи парабола за богат човек кој неправедно зема единствена овчичка од еден сиромашен човек. Давид, сваќајќи дека параболата се однесува на него, веднаш признава: сгрешив пред Господа. Неговото искрено покаяние и понизност се искажани во Псалм 50. Помилуј ме, Боже, поради големата Твоја милост и заради големата Твоја добрина, избриши ги беззаконијата мои. Можеме да кажеме дека во секој од нас живее Фарисејот. Знаеме да се возгордеваме со нашите успеси, да заборавиме на Бога, да заборавиме дека се е дело на рацете негови. Но ова Евангелие сака да не воведе во Великиот пост во еден процес на длабоко покаяние преку нашата понизна молитва, да дојдеме до просветление дека сме грешни, дека ништо не сме подобри од другите и дека имаме потреба од Божјата милост. Тоа што можеби сакаме да го сокриеме од луѓето, Бог сепак го гледа. Тој не гледа со телесни очи и на надворешноста, туку неговиот поглед продира во длабочините на нашите срца. Да молиме од Господ милост, да дојдеме до сознанието дека сме грешници и заедно со Митарот да признаеме: Боже, биди милостив спрема мене, грешникот.